Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е емисијата Став. Наши ваш гостин во неа е пратеникот господинот Никола Мицевски. Добро ни дојдовте, господине Мицевски, во емисијата Став. Еве, прв пат гостувате во емисијата Став како пратеник, досега гостувавте како директор на јавното предпријатие ИСАР и секако како координатор на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Еве да ни кажете, се прилагодивте ли на новата функција пратеник? Добро вечер, благодарам на поканата. Како секогаш, еве и сега се одзвам на вашата покана за да учествувам во вашата ценета емисија. Веќе 6 месеци сме пратеници во Собранието на Република Македонија, одржани се некаде помалку од 30 собраниски седници. Сметам дека е доволно време за човек да може да се прилагоди на новата работа и новата функција која што е. Така. Како еве според вас функционира парламентот, имајте во предвид дека опозицијата не доаѓа на седници, е надвор од парламентот? Токму така. Значи, јас со жалење можам да констатирам дека опозицијата уште истата вечер со завршувањето на изборниот ден се откажа од нејзиното учество во Собранието и сметам дека тоа е еден голем минус и голем пропуст за самата опозиција, бидејќи луѓето кои што гласаа за нив ги дадоа гласовите за луѓето да ги представуваат во Собранието од собраниската говорница, за да можат истите да ги артикулираат нивните барања пред легалната институција, а тоа е Законодавниот дом Собранието на Република Македонија. Ние, значи, во парламентот продолжуваме со функционирање од причини што државата мора да продолжи да работи, законите се носат, имаме голем број на реформи кои што се во тек, за истите треба континуирано пратење од страна на законодавната власт. Донесени се безброј закони во изминатиот период, голем дел од тие закони, значи, граѓаните ги прифатија позитивно, за истите имаат бенефит и тоа се закони за кои што ние во изборната програма ги ветивме дека ќе ги реализираме во наредниот 4-годишен мандат во Собранието на Република Македонија. Така. Еве, пред неколку дена беше премиерот Никола Груевски најави дека измени во делот на акцизите, односно со покачувањето на цената на цигарите, тие пари ќе одат за ретките болести, односно за оние луѓе кои што имат ретки болести. Еве да ни кажете на што се должи тој закон, на квалитетни анализи или на што? Токму така. Значи, Министерството за здравство направи сеопфатна анализа на состојбите со луѓето болни од ретките болести и поради тоа предложи до владата промена во законот за акцизи и во законот за здравство, така да 1 денар од секоја пакла од цигариња ќе оди директно во фондот за ретки болести, кој што ќе биде финансиран од истите за да може да се олеснат условите за лечење на луѓето болни од ретки болести. Или тоа би било некаде 0,053 денари од секоја кутија цигари. Со тоа ќе се добие еден фонд од 250 милиони денари, кој што на почетокот ќе биде доволен за да може да се покренат поголеми активности околу лечењето на луѓето од болни од ретки болести. Сметам дека е тоа еден позитивен закон кој што најде позитивно во јавноста, бидејќи владата на ВМРО ДПМН се грижи за сите сегменти, односно за сите граѓани во нашата држава. Така, веќе кога сме кај новите реформи, барем во текот на изминативе месеци, актуелни се секако законот за државен испит, односно реформите во високото образование, законот за хонорарци, со кој што и вработените кои што се и хонорарно исто така работат, треба да плаќаат повторно на државата пензиско и здравствено осигурување, и законот за К15 кој што веќе се имплементира. Овие 3 реформи според вас колку се успешни, имајте во предвид на она што се случува на теренот? Интенцијата, односно законите се донесени во интерес на граѓаните. Значи, законот за К15 е закон со кој што се обврзуваат приватните стопанственици да исплатат К15 на граѓаните.
Законот за хонорарци офаќа една голема група на луѓе, иако ние гледаме дека деновиве имаме протести од страна на одредени делови од луѓе кои што се засегнати со самиот закон, меѓутоа се работи за некаде 100.000 хонорарци и околу 21.000 луѓе кои што се офатени со договори за авторски права. Тоа е голема бројка, односно некаде околу 8% или од целокупното население во Република Македонија, кои што немаат никакви здравствени и пензиски осигурувања во однос на понивното завршување на работата. Од тие причини, овој закон и законот за К15 се замислени како заштита на правата на работниците и заштита на нивните и обезбедување на пензиско и здравствено осигурување во подоцнежниот нивен животен век. Инспекцијските служби исто така се излезени на терен и тие го гледаат аплицирањето, односно практикувањето на самите закони. Дали има прекршување во одредбите од одредени закони, ќе го констатираат самите инспекцијски служби и тие ќе преземат одредени активности согласно нивниот делокруг на должности кои што го извршува. Да, но имаме овде дискриминаторски елементи, например, не се ослободени новинарите, актерите и редица други. Слободени се да плаќаат вакви придонеси пратениците, спортистите. Зошто? Затоа што ние сме во редовен работен однос пратениците, спортистите се исто така во редовен работен однос, не се со договори за хонорари и за авторски права. Поколку ние користиме некои одредени такви бенефити и за истите ќе бидеме офатени ние. Така. Во ред, еве во врска за законот за државен испит, кој е вашиот став? Имаме реакција од страна на студентите и на професорите, велат дека се загрозува автономијата на универзитетите. Не би сметал дека се загрозува автономијата, значи мојот личен став е дека мој лично мислење е дека не се загрозува автономијата на универзитетите и дека еден ваков државен испит е потребен да се воведе во Република Македонија. Сето тоа доаѓа од сеопфатните анализи кои што се направени на терен. Значи сметам дека студентите треба да имаат повремена проверка на знаењето. Со една олестителна околност во целата работа е дека не можат да изгубат година или да бидат прекинати со нивното студирање. Значи во зависност од тоа колку ја владеат материјата, толку брзо ќе го положат и самиот испит. Впрочем, државен испит не е ништо ново и во европските земји. Државен испит се полага на некои факултети и во Република Македонија, како што е медицинскиот факултет, и секој оној што студира за да добие знаење, мислам дека не се противи на одлуката да има државен испит во високото образование во Република Македонија. Така. Еве да проговориме во врска за кога сме веќе кај економијата и новите реформи, го донесовте законот за минимални плати. Сметате ли дека еве минимална плата од 9500 денари ќе биде доволна за некој да екзистира? Доволна сигурно нема да биде, меѓутоа јас како човек кој што доаѓам директно од стопанството, бидејќи бев директор на јавното комунално претпријатие, можам да ви кажам практично искуство. Кога дојде во јавното претпријатие имаше луѓе кои што земаа 5.500 денари плата. Со воведувањето на законот за минимална плата, најмалата плата во јавното претпријатие беше 8.050 денари, потоа порасна на 8.800 денари, а сега еве во 2015 година минималната плата ќе биде 9.590 денари. Со можност за нејзино пораснување до 10.300 денари. Сметам дека зголемувањето негде од скоро 50% за 3-4 години е големо зголемување, имајќи во предвид дека се работи за голема бројка на луѓе кои што земаат минимална плата. Доволна секако не е, меѓутоа владата на ВМРО-ДПМН работи на подобрување на условите и стандардот за живот на сите граѓани на Република Македонија, вклучувајќи ги и работниците кои што земаат минимална плата во државата. Господине Мицевски, активни ли сте на пратенички прашања? Секако, значи граѓаните... Што барате за Штип? Она што е секојдневни проблеми во консултации со локалната самоуправа и директно во разговорите со граѓаните. Знаете дека ние како пратеници имаме отворено пратенички канцеларии во Штип и во Карбенци. Секој петок имаме отворен ден за средба со граѓаните и сите граѓани доаѓаат на тие наши отворени денови, односно секој петочни средби
во нашите канцеларии на кои што разговараме за разни теми. Меѓу другите барања и сугестии, критики и пофалби, граѓаните доаѓаат и со одредени прашања за кои што ние ги нотираме како пратеници и на седницата за пратенички прашања истите ги поставуваме на ресорните министри за кои се однесуваат прашањата. Значи досега имам поставено некаде околу 6 прашања, а дел од тие се одговорени, на дел чекам одговор. Значи имаше прашања во областа на образованието, каде што од министерот барав одговор кога ќе биде започната и дали е планирана изградба на спортска сала во населба Баби, каде што добивме позитивен одговор. Истата таа сала 2015 е планирана да се реализира, така да населбата Баби ќе добие спортска сала. Прашање до истиот ресорен министер за спортска сала во Тричешми, една голема населба, каде што имаме голем број на мали дечиња, зголемен е наталитетот и од таа причина бараме подобри услови за нивно спортување и изведување на наставата по физичко воспитание. Покрај тоа, прашања кои што беа поставени, кои што ги тангираат нашите жители на нашиот град, е прашањето за исплатата на финансиските средства за штетите од елементарната непогода која што се случи 2011 година во Ново село, односно со поплавувањето на нивните домови, и прашање кое што Деновиве доби негова реализација за изградбата на музеот на восочни фигури на ВМРО за Штип и Штипско од 1893 до 1934 година. Тоа се дел од прашањата кои што досега се поставени. За оваа седница имам уште неколку прашања кои што планирам да ги поставам. Истата ќе се одржи во четврток, во четврток. Прашањата се околу сувенирницата во нашиот град, докаде е работата со Центарот за аутизам и што се планира со него, со новиот Центар за аутизам во населба Пребег, и какви се плановите и активностите за реализација на најголемиот инфраструктурен проект во Источна Македонија, односно изградбата на патот Штип Миладиновци, односно која е динамиката за 2015 година со која што ќе се движи изградбата на патот, имајќи предвид дека краен рок за негова реализација е крајот на 2017 година. Така, гледаме дека еве патот Штип Миладиновци се гради. Според вас, барем од она што сте вие на терен, колку веќе е изградено? Те се реализирали според вас во 2017 година? Значи, секако. Од она што го имам како информација, некаде над 40% од делницата Штип Миладиновци е пробиена. Тунелите се веќе во завршна фаза, односно се пробиваат местата каде што се покритични, односно каде што ќе има тунелски решенија за истите, и почна тоа да се работи на високите мостови кои што ги има на оваа делница. Инаку морам да споменам дека ова е една прекрасна инфраструктурна работа за Источна Македонија, бидејќи ќе овозможи побрзо економско, социјално и стопанско поврзување на централна, односно главниот град со целокупната Источна Македонија. Се работи за пат кој што е долг 47 километри, е поделен на две делници. Првата делница Миладиновци Скопје е 26 километри. На истата ќе има две ленти кои што ќе возат паралелно една покрај друга со по 3 ленти, односно должината на целиот пат изнесува некаде над 21,5 метар, додека втората делница Свети Николе Штип е пократка, 21 километар. Граѓаните може да видат дека едната делница ќе биде сосема нова, а втората делница проширена ќе биде делницата на која што моментално возиме, и исто така ќе биде, значи, со две посебни ленти на кои што ќе возат граѓаните во двата правци. Голем инфраструктурен проект, битен за Источна Македонија и прв од ваков обем кој што се прави во Источна Македонија. Имајќи предвид дека во моментот се врши целосна реконструкција и се од обичен пат, регионален пат се прави во експресен пат, патот Велес-Кадрифаково, на кој што се работи интензивно и деноноќно. Ќе имаме уште една дополнителна точка за поврзување со Централна Македонија, односно граѓаните од овој дел на државата ќе можат полесно да стигнат до Велес, а понатаму по автопатите и до секое место во државата.
Се работи и на други инфраструктурни проекти околу Штип, значи планирана изградба на експресен пат Штип-Кочани. Тој пат е со две ленти за возење, кои што ќе бидат по 3,5 метри, плюс имаме од двете страни по две ленти за застанување, кои што ќе бидат со широчина од 2,5 метри, и на двете страни ќе има тампониран пат за да можат земјоделците, односно локалното население, кои што ќе ги поврзува селата меѓу себе, да ги користат за изведување на нивните секојдневни земјоделски обврски. Овој проект кога ќе се реализира? Тој е планиран 2016-2017 година. 2017 година исто така имаме поврзување на Штип Радовиш, значи планирано во буџетот планирано е 2017 во буџетот да бидат влезени средства за поврзување и формирање на исто така експресен пат Штип Радовиш, како и продолжување на работата на патот Кочани, Каменица и Делчево, односно поврзување со бугарска граница, и примерна реконструкција на патот Крупиште-Пробишти. Тоа е исто битен сегмент, со тоа граѓаните на Штип околу себе сите патишта ќе ги имаат комплетно реконструирани. Огромни инфраструктурни објекти и проекти, како што реков, кои што изискуваат и време и пари за нивна реализација. Еве пред некој ден можевме да го видиме и министерот за транспорт и врски, кој што на владината отворена седница кажа дека во моментот работат некаде околу 1500 луѓе на сите три автопатски решенија, односно патот Штип-Миладиновци, на патот Кочани, Кичево-Струга, како и на патот Демир-Капија. Автопатското решение кај Демир-Капија. Во 2015 година се планирани 2000 луѓе да бидат вклучени во целата активност, но она што е уште побитно, најголемиот дел од градежните машини кои што се користат на реализација на овие капитални инфраструктурни проекти се домашни компании кои што во најголемиот дел се ангажирани да работат на истите патишта. Така, во изминатата година се говореше за патот Штип-Миладиновци, точно, тој почна да се гради, меѓутоа се говореше и за клиничката болница во Штип. Се уште немаме таму удрено камен темелник. Тоа е планирано за 2015 година, значи иако се зборуваше дека минатата година имаше некои технички проблеми околу тендерската документација, сето тоа е надминато и колку што кажуваат моите информации, проектот е веќе во општина Штип, каде што чека одобрение, градежно одобрение, за со истиот да почне да се работи. Се надевам дека до средината на 2015 година капиталниот, исто така еден од поголемите капитални објекти кои што се некаде над 35 милиона евра за не само за граѓаните на Штип, него и за граѓаните на Источна Македонија ќе биде почнат, имајќи во обзир дека во изминативе години Министерството за здравство работеше на осовременување и на едукација на кадарот кој што го имаме во клиничката болница. Во изминативе неколку години, според моите информации, има над 70 нови вработувања на доктори, медицински сестри и технички персонал. Најголемиот дел од нив се дојдени со завршени специализации или се при крај со нивните специализации, така да можеме како регион во државава да бидеме радосни што имаме едуцирани млади доктори кои што своите специализации ги завршиле на реномирани места за нивните дејности во државава и надвор од неа. Така. Во ред, господин Мицевски, продолжуваме со разговорот, а сега е време за реклами. Еве продолжуваме со разговорот. Наш и ваш гостин во емисијата Став е пратеникот Никола Мицевски. Господин Мицевски, разговаравме за тековните реформи и за проектите, секако кои што се во тек. Меѓутоа еве кон крајот на 2014 година, што се е реализирано од буџетот на државата за општина Штип? Така, значи буџетот за 2014 година е веќе пред крај. Како што сте информирани, граѓаните добро знаат дека буџетот за 2015 година веќе е донесен, во него буџетот е раздвоен и опфаќа многу развојни ставки и истиот има големи
голем дел од буџетот ќе биде реализиран во Источна Македонија и во изборна единица Тројка, од каде што доаѓаме ние како пратеници. И не интересираат граѓаните кои што ја гледаат вашата регионална телевизија. Значи, од реализираните владини проекти во тековната 2014 година, јас би споменал повеќе проекти: асфалтиране патот до брана Мантово се извинувам, во должина од 4,5 километри, таа инвестиција кошташе некаде околу 500.000 евра и средства од Агенцијата за државни патишта. Асфалтирана е обиколницата околу Ново село со вредност од 220.000 евра, средства обезбедени исто така од Агенцијата за државни патишта, како и реконструиран патот до село Сарчиево, вредност некаде околу 200.000 евра. Граѓаните на село Сарчиево можат да бидат задоволни, бидејќи веќе после долго години и тие имаат еден асфалтиран пат кој што го користат за секојдневните потреби. Реконструирана е комплетно патот до село Горачино во должина од 3 километри, во вредност од 260.000 евра. Асфалтирана е обиколницата во Суитлакот, тоа е некаде помалку од 2 километри, во вредност од 170.000 евра, и тоа е една патека која што граѓаните на Штип редовно ја користат и за која што имаме многу позитивни реакции. Електрифицирана е клучката кај Тричешми преку јавното претпријатие за државни патишта, поставени се 130 светилки во должина од 5,5 километри, а вредноста е околу 435.000 евра. Изградбата на технолошко развојна индустријската зона, каде што е сместен веќе Джонсон Контрол. Овде имаме помоши од локалната самоуправа, односно јавното претпријатие ИСР, кој обезбеди, значи, доволни количини на вода за функционирање на целокупната зона. Како и еве во последен период можете да видите дека најавена е уште една инвестиција во технолошко развојна индустријската зона, а тоа е Technical Textiles од Германија, кои што работат на преработка на стаклени влакна. Реконструирано е подрачното училиште во населба Македонка, неговата вредност е некаде околу 120.000 евра. Изградени се две мултифункционални спортски игралишта преку Агенцијата за млади и спорт. Едното е во населба Сењак со вредност од 120.000 евра, а другото е во населба Мазги со вредност негде приближно околу 120.000 евра. Ми се чини дека беше некаде околу 100.000 евра. Изграден е и стадион со вештачка трева во населба Белобрдо со помош на Фудбалската федерација на Македонија, и овде инвестиција имаме некаде околу 120.000 евра, и ова се едни од поголемите инвестиции кои што се направени во Штип во изминатата 2014 година. Меѓутоа, јас морам да ја споменам помошта на државата, а секако и големото учество на локалната самоуправа и јавното претпријатие ИСР за комплетна преадаптација на филтер станицата во нашиот град. Тоа е еден проект кој што се прави еднаш во 50 години, јас би рекол, бидејќи со овој проект обезбедуваме доволни количини како за развојот на нашиот град, така за обезбедувањето на селата кои што и населените места кои што гравитираат околу нашиот град, и секако за редовен дотор на вода на граѓаните во општина Штип. Гледаме дека метеоролошките прилики секоја година се различни. Во летниот период минатата година имавме проблеми со дотор на доволни количини на вода, односно подпочвената влага почна да паѓа, така да имавме проблеми со обезбедување доволни количини на вода во бунарите. Со решавањето на овој гравитационен начин на водоснабдување, мислам дека овој проблем ќе биде избегнат, така да граѓаните на нашиот град имаат дуален систем за користење на водата, односно бунарски систем кој што доаѓа од реката Брегалница и кој што по моите разговори со градоначалникот на општина Штип, дека истиот ќе остане, значи да се одржува во функција, како и гравитационото примање на вода од хидросистемот Летовица. Јавното претпријатие ИСР и градот Штип се спремни да ги примаат и преработуваат, иако се сосема различни технолошки начини за пречистување на водата, да ги примаат и да ги пречистуваат и двата начини, и граѓаните на градот Штип може да бидат спокојни околу добивањето на чиста и квалитетна вода за пиење во нивните домови. Во 2015 кои проекти ќе се реализираат од буџетот на државата? 2015 година планирани се повеќе инфраструктурни објекти и проекти за Источна Македонија и пред се за градот Штип, од каде што еве јас сум пратеник.
Продолжување со изградбата на автопатот Штип Миладиновци, за кој што зборувавме во минатиот период во должина од 47 километри. Изградбата на новата клиничка болница, стартот е предвиден во 2015 година. Изградба на бункер за акселератор во клиничката болница, тој проект е веќе во завршна фаза и вредноста на овој проект е околу 860.000 евро, финансирано од владата на Република Македонија преку Министерството за здравство. Доградба на основно училиште Словејско Арсов со средства од Министерство за образование. Изградба на двоен терен за тенис до мултифункционалното игралиште преку Агенцијата за млади и спорт. Изградбата на Центарот за аутизам кој што е во завршна фаза преку Министерството за труд и социјална политика. Пуштањето во употреба на сувенирницата во градот Штип со средства обезбедени преку Министерството за култура. Покрај тоа предвидени се и одредени инвестиции за околните градови, односно за развојот на целокупна Источна Македонија. Тоа е изградба на патниот правец кон Бара Мавровица во непосредна близина на Свети Николе, изградба на гумена брана кај вливот на Злетовска река во хидросистемот Прегалница. И кога сме тука морам да напоменам дека од 2015 до 2017 година планирана е огромна реконструкција и рехабилитација на системите за водоснабдување во цела Македонија, вклучително и брегалничкото водостопанско предпријатие, каде што ќе бидат реновирани голем број на линии, како подземни, така и надземни, и со тоа земјоделците од овој регион ќе добијат квалитетно и навремено водоснабдување по реконструирани системи за наводнување. На регионалниот пат Берово-Струмица, кај местноста Студенец, се започнуваат градежни активности за рехабилитација и асфалтирање на коловоз од должина од 4 км. Направен е проект и се очекува рехабилитација на хидромеханичката опрема на темелниот испуст и главниот доводен цевковод на браната Ратево во Беровско. Изградба на браната Речани на Оризарска река исто така еден грандиозен капитален објект за Источна Македонија во вредност од над 35 милиони евра. Со тоа конечно ќе се реши проблемот за водоснабдување на Кочани, Чишиново, Блешево и Виница и ќе се подобрат условите за развој на земјоделството. Кога сме веќе кај земјоделството, морам да истакнам дека и оваа година се планирани некаде околу 150 милиони евра средства за субвенции на земјоделците. Има надградување на ИПА програмата. Земјоделците преку ИПА програмата можат да обезбедуваат земјоделска и приклучна механизација по принципот 50-50 преку Министерството за земјоделие. И морам да истакнам дека од 2011 до 2014 година, зашто со 2015 би рекол, исплатени се некаде околу 670 милиони евра субвенции за поттикнување и развој и зголемување на земјоделството во нашата држава. Субвенциите поттикнаа еден голем развој во земјоделието. Гледате дека се повеќе преработувачки капацитети се отвараат, земјоделците се враќаат на своите ниви, односно земји. Сточарството е, освен тоа што го имавме проблемот со синиот јазик, за кој што владата изнајде мерка како да бидат обештетени истите и се надевам дека ќе бидат задоволни со тоа што владата го даде како предлог за обештетување. Исто така се задоволни од она што се случува во сточарството, така да сметам дека владата на ВМРО ДПМН, начело со премиерот Никола Груевски, се грижи комплетно за сите категории на граѓани од различни сегменти. Продолжуваме да работиме, реформите се во тек. Се разбира, во секоја реформа може да има и некои работи непредвидени, кои што со самото излегување на реформата ќе можат да се видат и истите ќе може да се реагира навремено. Ние како пратеници сме еден, како би рекол, поттикнувач на или луѓе кои што ги гледаат одредени недоследности во самите закони, филтри, така. Филтри, за истите реагираме преку амандмани, редовно се координираме со нашата пратеничка група и истите амандмани влегуваат како составен дел на законите кои што ги носиме во Република Македонија. Така, имате редовни средби со граѓаните, вие и господинот Трајче Димков, како двајца пратеници од градот Штип.
Ја отворивте пред известно време и канцеларијата во Карбинци. Што граѓаните бараат од вас? Вообичаено бараат вработување. Меѓутоа се надминали еве тоа дека освен само вработување се нуди и некоја идеја. Па не би се сложил дека бараат само вработување, значи во последен период имаме граѓани кои што доаѓаат со одредени идеи по однос на одредени реформи. Ние истите ги запишуваме и ги презентираме во пратеничката група на ВМРО-ДПМН. За истите има редовни средби на повисоко ниво, на кој што се презентира се она што ние го работиме како пратеници и се она што е влезено како записник од кај нас редовно се гледа и по истите се реагира. Впрочем, и најголем дел од програмата на ВМРО-ДПМН е токму од идеите кои што ги даваат граѓаните. Значи, знаете дека ВМРО како политичка партија редовно има средби со граѓаните, постојат денови на идеи на кои што граѓаните ги запишуваат истите и истите внимателно се разгледуваат од комисии во ВМРО-ДПМН кои што подосна се преточуваат во програма за одредени наредни избори. Гледате дека ние како политичка партија редовно по завршување на одреден циклус излегуваме со отчет, без разлика дали е тоа на законодавниот дом, дали е на владата, дали е на градоначалниците, за она што е сработено во изминатиот период. Така да со граѓаните створивме еден близок однос, контакт во кој што она што сме им го ветиле пред неколку години можат да го видат после тие години дали го заслужуваме наредниот мандат или не. Впрочем, мислам дека тоа е разликата меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, затоа што ние излегуваме со реални проекти, остварливи проекти и истите проекти се видливи. Вие не можете да кажете дека не се работи на патот Кадрифаково-Велес или дека автопатот Штип-Миладиновци е некој фиктивен проект кој што нема да види своја завршница, а се е само со некој предизборен или маркетиншки трик за да се добијат одредени избори. Ова се реални проекти кои што се гледаат, граѓаните ги гледаат, опипливи, субвенциите се опипливи проекти кои што се случуваат во нашата држава, така да за разлика од нашите политички противници, кои што излегуваат само со негативни пароли, на кои што се уште немаме видено никаква програма и проект, кои што ветуваат некои неостварливи работи само за да дојдат на власт и сакаат да им го дадат тоа на граѓаните што сакаат да го слушнат, а реално се неостварливи, бидејќи немаат направено една анализа што значи тоа што го ветуваат. Граѓаните го читаат тоа, граѓаните се веќе 23-4 години во овој плурализам, помина времето кога можеа одредени политички оратори на база на своите ораторски способности да добиваат избори. Сега е време на партии и луѓе кои што имаат конкретни проекти, кои што проекти се издржливи и за истите проекти даваат отчет токму на тие граѓани од кого ги добија и гласовите. Впрочем, и разликата од некаде околу 500.000 гласа на последните избори е разлика која што доволно цврсто ни дава право да продолжиме да ги реализираме проектите за кои што тие граѓани на Република Македонија го дадоа својот глас. Така, има дебати за новите уставни измени. Вообичаено правниците, тоест професорите по уставно право, велат дека кога се менува устав, тоест се надоградува, треба тој што ги пишува уставните измени едноставно да му трепери раката, бидејќи така лесно не се менува устав, односно не се прават измени во него. Еве да ни кажете, имаме неколку уставни измени кои што се покренати и се дел од јавните дебати. Никој не коментира за оделот на судството, секако дека таму требаше да бидат тие дел од оние уставни измени кои што се однесуваат за судството, меѓутоа се коментира многу за дефиницијата за брак, дефиницијата за јавниот долг и секако за новата слободна финансиска зона. Така, значи вие сами во самиот вовед рековте одредени работи кои што јас планирав да ги кажам. Тоа е дека уставот е еден документ кој што не се отвара толку често, меѓутоа од самите барања за уставни промени можете да видите дека офатени се одредени категории кои што во моментот лично не се во корист на ВМРО-ДПМН, а се ставаат како уставни промени, затоа што да може да се заштити државата и
да се прецизираат, например, фискалните правила во рамките на буџетот, а тоа е за буџетскиот дефицит и јавниот долг. Значи, ние во моментот немаме потреба да го лимитираме јавниот долг на 60% од бруто домашниот производ, а меѓутоа тоа го правиме во интерес на државата, во време кога ние сме на власт, за да не може утре некој да рече барате лимитирање на јавниот долг, а вие додека бевте на власт не го направивте тоа. Токму од тие причини се работи на одредени измени, уставни измени кои што се 8 на број, значи првата и она камен за сопнување кај одредени, јас би рекол во наводници, групации и групи, за мене нема никаква дилема во тоа, да е дефинирањето на бракот како заедница помеѓу еден маж и една жена. Според тоа, уставната заштита и јавната дефиниција на бракот ќе овозможни на тамошна заштита на децата и афирмација на нивното воспитување во семејна средина, каде што носечки дел се родителите. За мене тоа е многу реално и многу природно, односно таткото и мајката, а со истовремена поддршка на улогата на самохраните родители кои што ги имаме во нашата заедница. Премногу природно, како лично зборувам, лично за мене, а и ВМРО-ДПМНЕ како Демократичка партија, да бара заштита и дефинирање на бракот како уставна заедница. Мислам, логичен е вашиот став. Значи, имајќи во предвид дека сте демохристијанска партија, за разлика нели од другите кои што еве дебатираат дека не треба така да биде во уставот. Тоа е нивно право, тоа е нивно право, може да дебатираат, јас го кажувам мојот став и цврсто стојам околу ова моја дефиниција на бракот како заедница помеѓу само еден маж и само една жена. Потоа имаме прецизирање на фискалните правила, како што реков, во рамките на буџетот, и тоа за буџетскиот дефицит, кој што може да биде најмногу до 3% од бруто домашниот производ и јавниот долг да се лимитира најмногу до 60% од бруто домашниот производ. Тоа се некои лимити кои што ние самите ги ставаме во моментот, за да не може да се оди преко тие, а ќе останат во уставот, значи и за некои наредни влади, за некои наредни раководства кои што ќе работат со буџетот на Република Македонија. Промените на називот на Народна банка во Банка на Република Македонија е една суштинска техничка измена во зависност од тоа дека живееме во плуралистичко време и дека најголемиот дел од банките го носат називот на државата од која што потекнуваат, а тоа Народна малку потсетува и на едно завршено и изминато време. Воведувањето на институтот уставна жалба е исто така една голема работа која што се случува во овој момент, како и промената на судскиот совет, значи повторно се оди на штета на, да речеме, на ВМРО-ДПМНЕ како политичка структура владеачка во македонскиот блок, и се дава можност да судиите сами се избираат и бројот на членовите на судскиот совет се зголеми на 15. Значи можност за добивање на поголема независност во судството, како и формирање на уставна можност за формирање на финансиска зона. Овде исто така има многу коментари, меѓутоа формирањето на финансиските зони не значи само можност за злоупотреба на законот и обезбедување на средства по други начини. Финансиската зона има строго дефинирани критериум на работа, строго дефинирани правила. Такви финансиски зони постојат во светот, па тие функционираат на најдобар можен начин и таму се има голем прилив на финансиски средства, посебно на девизни финансиски средства. Истите повлекуваат вработување на голем број на вработени, ситуација која што владата на ВМРО-ДПМНЕ на економски план ја работи многу добро. Вие можете да видите дека во изминатиот период големи фирми, истакнати гиганти се влезени во Република Македонија и веќе почнавме да зборуваме за вработување во неколку илјади, во бројки од неколку илјади за работници од нашата држава. Тоа по мене е единствениот начин и пат за излегување од економската криза во која што Македонија и секако и Европа и светот се наоѓа, и тоа е единствениот пат за да излеземе на правиот пат за да може Македонија да се носи еднакво со поголемите европски финансиски сили. Како и дефинирањето на Државниот завод за ревизија како уставна категорија, за да се даде поголема можност да истиот работи по некои стандарди поголеми од кои што ги има сега, а да бидат заштитени со уставот како најголем
законодавен акт во државата. Така. Господине Мицевски, ќе имаме ли избори или опозицијата ќе се врати? Ќе се надминали таа криза во политичкиот диалог? Вака, значи, ние на 29 имаме закажано собраниска седница, пленарна седница, токму за одземање на мандатите на пратениците од СДСМ. Според мене, сметам дека 6 месеци време дадено за да се почне со политичкиот диалог беше доволен период за да се отпочне со тие разговори. Камен на сопнување во диалогот и не почетокот на самите разговори по мене е СДСМ и нивното нелогично барање за техничка влада за спроведувањето на тие избори. Техничка влада се бара во услови кога државата е нестабилна, кога во државата немаме спроведување на законите. Ние имавме избори пред само 6 месеци на кои што убедливо во секој град победивме скоро дупло, некаде и тродупло. Граѓаните беа свесни на каков добар, убав изборен ден присуствуваа истите и веднаш по завршувањето на тој изборен ден да се бара барат оправдувања за невлегувањето во парламентот, за мене е неопростиво, пред се за граѓаните кои што гласале за тие пратеници. Значи, граѓаните кои што го дадоа глас за нас, како пратеници од ВМРО ДПМН, имаат свој представник таму и можат да ги кажат проблемите, па и да реагираат за нешто што не е, да речеме, што сметаат дека не е законски или нешто што може да претрпи поголема измена се во интерес на граѓаните. Вака останати надвор, пратениците на СДСМ не можат никако да помогнат во целата таа работа, а и еве да се дозволи да се направат одредени избори. Кој гарантира дека по завршувањето на изборниот ден нема пак како мали дечиња да се лутат и да речат ние не влегуваме во парламентот затоа што сметаме дека изборите се нелегитимни и дека оваа недемократска власт, како што милуваат да не наречат, ги добила реално изборите во нашата држава. Сметам дека одземањето на мандатите е во правилен период, доволно време се даде да се искористат сите механизми за диалог помеѓу политичките партии, потоа ќе следува период на нудење на мандатите на наредните пратеници и ние продолжуваме со работа во собранието во одреден период. По мене, избори во некоја блиска иднина не очекувам да има. Така. Господине Мицевски, ви благодарам на разговорот. Се надеваме дека од сето она што го кажавте за 2015 ќе се исполни, барем 80% од проектите да се исполнат, ќе биде успешна за Штип и за Истокот. Јас верувам во владата на ВМРО ДПМН и се надевам дека наредната година кога ќе дојдам да разговараме на оваа иста тема, ќе можам да кажам дека најголемиот дел од овие проекти се исполнети за Истокот. Така, ви благодарам на разговорот. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, ова беше емисијата Став. Наши ваш гостин во неа беше пратеникот Никола Мицевски. Ви благодариме на вниманието и секое добро.